Со доаѓањето на пролет не напушта зимската летаргија, но во автомобилизмот почнуваат новите сезони во надпреварите на патеки и на брдо. Денешен гостин ни е повторно Ристо Вуков, нашиот единствен учесник во Порше Суперкупот. Минатата година беше дебитантска за вас во Порше Суперкуп и завршивте вкупно на 20-то место. Оваа сезона што се подготвува? Така, пред се ти благодарам за гостопримството. Како што кажа, минатата година завршив 20-ти во генерален пласман, со што имав 2 пропуштени трки поради повреда на зглобот на ногата. Најдобар пласман 9-то место на последната трка на Монца, што беше, ајде да кажам, едно моје изненадување, затоа што имав 2 месеци, скоро повеќе од 2 месеци пауза и буквално дојдов накажам на последната трка неприпремен и успеав да го направам генерално и мојот најдобар пласман во Порше Суперкупот, 9-то место. Во Порше Суперкупот автомобилите се Порше GT3, но немаат ABS. Немаат ABS и немаат traction control, односно систем за проклизање, со што го прави, ајде да кажам, возилото многу захтевно, односно тешко за возење. Што значи тоа за еден возач во Порше Суперкуп? Кои се калкулациите при возењето? Најголемиот проблем, најголемата тежина е всушност ABS-от. Зашто? Затоа што немате антиблок систем, односно морате ајде да кажам да го имате тој одличен осет колку да притиснете на сопирачката. Зошто? Затоа што е многу лесно да се блокира. Една споредба, значи со ABS ако имаме пример бари притисок на кочницата околу 120, без ABS е околу 60, значи на упола. И она што е многу тешко и специфично за куп возилото е тоа што самата сопирачка е многу вештачка, односно треба да имате многу километри за да, ајде да кажам, ја научите така како што треба. Гледајќи неколку трки, не ги следев целата сезона, беа вкупно 8 трки, мислам, во целата сезона. Забележав дека се вози многу уедначено, значи разликата помеѓу првиот и последниот е помалку од 1 секунда, се вози во така наречен воз. Така, апсолутно. Тука што одлучува кој кого ќе претекне и како? Најбитни се квалификациите. Можам да кажам дека за време за една трка и јас буквално со другите конкуренти не заостанувам и можам да кажам дека сум еден во топ 10 возачи за трка, за race pace, што би рекле на наша терминологија. Но најголемиот проблем се квалификациите, односно тој еден даден круг. Зошто? Затоа што имаш, значи, како и во Формула 1, ние имаме буквално еден круг, односно еден круг функционира гумата. Треба да се излагаме од боксот, загревачки круг, веќе следниот круг треба да биде оној flying lap, летечи круг, каде што треба буквално да дадете од себе 150%. Ако дадете 100%, сте последен. Така да тој најголем проблем, зашто кажувам која е разликата и тоа е тој оној тренинг кој е најбитен, значи тренинг со нови гуми, односно колку повеќе сета на нови гуми за да знаете да го искористите максималниот потенцијал во тој даден круг. Споменавте тренирање. Каде тренирате и како? Тренираме на сите стази, уствари, сите патеки кои ги возиме, во дадени термини се договара, све зависи од терминот, од тимот кога има слободно, како има слободно, пошто не сум само јас, не се само Омбра Рейсинг, него има и други тимови, има и формула болидите. Така да, но споредбено со другите возачи, јас сум возач кој тренира најмалку, односно и возач кој вози само еден шампионат. До минатата година возев само еден шампионат, бев едини воzač кој возеше само во Порше Суперкупот, додека останатите возат по минимум 2 до 4 шампионати. Оваа година дали се спремате за уште некој шампионат? Сами кажавте дека сте единствениот во Порше Суперкуп што го вози само тој куп. Така би сакал, све нормално, све зависи, ќе дојдеме до таа тема, се надевам, се зависи до финансиите, би сакал да возам уште еден шампионат, дали тоа ќе биде италијанскиот, дали ќе биде тој Порше Бенелукс, и заедно нормално со Порше Суперкупот со цел да тренирам повеќе, односно да имам нон-стоп километри и нон-стоп да видам во возилото. Колку чини да се избутка една сезона во Суперкуп или во некој друг куп?
Една сезона во Порше Суперкупот кошта околу 500.000 евра, све зависи од тренинзите. Сега, ако јас додадам уште еден шампионат заедно со, пример, Омбра Рейсинг, цела сезона би ме коштала околу 750-800.000 евра, што е премногу за наши услови, но пакетот кој би го добил е многу добар. Како се снаоѓате со финансии? За жал многу тешко, како и до сега, како и овие 5 години, и цел живот уствари, ајде да кажам, овие 5 години ми се, ајде да кажам, јас се мачам, буквално водам борба со тие, да кажам, финансии, со тие спонзори. Секоја година е на мускули, секоја година е на молење, на буткање, не можам да кажам, пак, она што сум денес сум благодарен на овие наши македонски спонзори. Значи има наши македонски спонзори? Има наши македонски спонзори, но тоа се премногу малку и се од година на година оди све потешко и да можам да кажам некој начин не го ценат и не го разбират потенцијалот кој самиот шампионат го носи, затоа што вие имате буквално реклама и можност, ајде да кажам, за ширење на така наречен бизнис во Формула 1 буквално за многу мали пари. Знаеме дека во Формула 1 буџетите се премногу големи. Да. Така да ние возиме заедно со Формула 1, односно европските патики. Борбата е секоја година све потешка и потешка. Од оваа година се пренасочивме на изненаѓање на спонзори од Европа, Дубај, Дали има интерес Лондон, Америка, многу. за македонски возач да добие средства и шанса да ги рекламира? Апсолутно, можам да кажам дека интересот е премногу голем, дури сум многу позитивно изненаден. Единиот проблем е што за оваа година малку касно го почнав тој процес, затоа што, пример, во, како да кажам, менаџери за фудбал, за кошарка, за ракомет има милион во светот. За автомобилизам се многу малку и е многу потешко да сватите како функционира тој начин на изнаоѓање на спонзори. Така да можам да кажам дека не знам колку ќе бидеме спремни за 2025, но за 2026 ќе бидеме, можам да кажам, еден од подобрите возачи и со финансии и со спонзори секако што треба. Дали оваа година во Порше Суперкупот ќе има некои технички измени? Не, оваа година останува се исто во Порше Суперкупот. Тие така наречени измени ќе ги видиме во 2026-та, каде што само во Порше Суперкупот, значи има ново возило, односно 992.2 GT3 Куп, каде што единствена измена ќе биде што возилото ќе биде со ABS, односно со антиблок систем, што е многу добро во овој случај за возачи како мене кои Не се воведува тракцијата? Не се воведува трачен контролот, само ABS-от што ќе биде од одлична корист за возачи како мене, кои немаат многу километри во тркачко возило. Дали има патека која повеќе ви лежи и помалку ви лежи? И што е разликата тука? Па можам да кажам дека како патека, зборам од Порше Суперкупот, од сите патеки, овие Формула 1 патеки, не е стаза која најмногу ми лежи, е Монца. Сепак имам, ајде да кажам, мина труд, искуство, добри резултати и во италијанскиот пред тоа. Оваа година како најдобар резултат во Порше Суперкупот 9-то место. Секоја стаза е, како да кажам, тешка за себе и секоја стаза е многу промедлива. Она што е многу карактеристично за овој шампионат е што како што кажав, возиме со Формула 1, кога одиме на приватни тренинзи, буквално начинот, стилот на возење е еден, сетирањето на возилото е комплетно друго. Кога ќе дојдеш на тркачки викенд, кај што има Формула 2, Формула 3, Формула 1 и Порше Суперкуп, е буквално како да сте буквално прв пат на стаза. Затоа што има многу повеќе гума, односно повеќе така наречен грип и се менува буквално све. Како начинот на кочење, како сетирањето на возилото, буквално е све различно. Од поново, од нула. И тоа е тоа што го прави многу тешко и голем предизвик за тимовите, како да се справат во тој даден момент, затоа што не е тоа на некој начин тренинг, него е тоа знаење, размена на искуството меѓу инженерите и нормално возачот. Јас ви благодарам на одвоеното време. Посакувам новата сезона која ќе започне во мај.
нели? најпрвата. Да ви биде уште поуспешна Се надевам. и да имате уште повеќе спонзори. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на гостопримството и се надевам дека ќе се израдуваме на големи успеси. Се надевам на тоа. А ние одиме понатаму со Автомагазин. Како што најавив на почетокот, денеска ви организираме дефиле на новите моторцикли кои ќе пристигнат од оваа пролет. Уживајте сите оние што ги сакате двете тркала.